Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Наспроти мене е Костадин Ристоманов. Уште еднаш од мојот негово име се извинувам за претходното видео кое што имаше лош аудио квалитет. За да тоа не се случи овој пат, сега снимаме вака изрелаксирани во еден убав скайп разговор. Костадин, добре дојде повторно на каналот Татунчо. Благодарам на можноста повторно да се обратам на вашиот аудиториум. Така, денеска ќе зборуваме за една тема која што во Македонија секогаш била актуелна, секогаш некој истражува на неа. Пред подолго време, така, кога Паско Кузман беше се уште актуелен, тој го спомена фактор дека родното место на Александар Македонски се наоѓа на територијата на денешната Македонија, значи во рамките на она што значи Република Македонија. Па би сакало тука да почнеме. Што знаеме всушност? Кои извори ни укажуваат на тоа и дали можноста да биде на територијата на денешна Република Македонија е веројатна? Јас најпрв пред да почнам сакам еден мал вовет за вашите следачи и гледачи кои што ќе го гледат ова видео. Сакам да предупредам дека она што ќе го слушнат сега од мене е во рамките на сензационалното, шпекулативното, дури на моменти шокирачко, затоа што не верувам дека некој порано тоа го вака во видео го кажал. И затоа ве предупредувам да бидете внимателни, неколку пати да го гледате ако треба видеото, пред да ги отфрлите моите тврдења, да ги проверите фактите што јас овде ќе ги изложам, да размислите и тогаш да донесувате заклучок околу вистината. Не сум историчар, не сум археолог или нешто слично, како истражувач на минатото, но во овој случај моето образование како градски инженер и пракса како логичар, кој знае како да донесува собствени заклучоци, не ме обременуваат мене со лаги кои се предаваат на факултетите по историја и тоа ми дава некоја си предност во однос на останатите истражувачи, за да можам да гледам на минатото неоптеретен со претходните предзнаења. Како резултат на моето повеќегодишно истражување, читање книги од многу области, не само од историјата, дојдов до сознание кои, како што спомнав погоре, се спротивни на она како што сите знаеме или како што ни е познато и така нато, па затоа ќе ве замолам да се стрпите, да ми стрпите до крај и мислам дека нема да зажалите. Денес ќе се обидам ова што и Владко го кажа, да објаснам и да откријам каде точно се наоѓа родното место на Филип и Александар, дека тоа место се уште се наоѓа во границите на оваа денешна Македонија. Ќе почнам од една од најпознатите историски личности, Александар Македонски, за чие патешествие, битки, настани знаеме или мислиме дека знаеме многу, но оние кои го истражувале, историските настани кои ги истражувале, веднаш како на мене што ми падна во очи дека многу мал интерес е посветен, да кажеме, на родното место, на родниот крај на Александар, кој што се нарекува Пела. Така, јас се извинувам, преска во воведот реков местото каде што е погребан, но станува збор за родното место, ве се извинувам, мој лапсус. Така. Значи се работи за родното место Пела или дали уопште се вика Пела или Бела. Веднаш треба да нагласам дека недоволно е познато дека по тоа име постоеле уште 30 градови од антиката, но сепак една е она првата, најстарата, кај што се родени и Филип и Александар Македонски. За мене исто така интригантно беше и подсомнеш вистинското име на градот Пела. Истражувајќи етимолошки не најдов ништо значајно, не можем да најдам некоја логичка поврзаност или објаснување етимолошко што значи Пела. Еве веднаш овде да спомнам заради објективност и реалност, со овој проблем се занимава и еден автор наш
кој што исто така не е историчар, тој е Слободан Богоевски, кој има напишено книга Етногенезата на македонскиот народ, кај што внатре го тврди и ова, и јас што ја кажам, со тоа што тој упорно тврди дека градот се викал Пела, заради некоја си пепеласта крава или бик, или заради некоја пепеласта земја, но ние со него се согласуваме, јас и он се согласуваме околу локацијата. Но не се согласувам околу името дека бил Пела, туку дека е Бела. Тоа е многу логички, јас не знам зошто тој така, не му знам мотивите, затоа што и дури во денешниот грчки јазик они немаат МП ни во којнето, немаат Б, туку користат М и П да формираат Б. Така да, ако го напишеме ние Пела, М Пела, многу лесно тоа М-то не се ни кажува и П-то преминува во Б, така да за мене многу по-логички е да биде Бела, затоа што Бела има смисла, има етимологија, има многу докази кои што упатуваат дека е Бела, а не Пела. Еве, на пример, ако почнеме нормално од македонскиот јазик и македонските народни песни, кај што ние среќаваме со зборови како што е бело моме љубам јас или бело лице љубам јас, да кажеме, нели? Па имаме бело море, нели? Така да доаѓаме до некој логички заклучок дека белото всушност значи она што и во италијанскиот денешен значи убав или убава. Така да, или добро, во тој смисол. Значи, белото не е боја, не е колор, име на боја, туку во минатото македонците белото го означуваат за нешто убаво или добро. Така да и нели ние припаѓаме на така наречената бела раса, кој што сега ако усвоиме моето тврдење дека бела значи убава или добра, ние доаѓаме дека ние немаме ништо бело на нас, па да сме нели белци, туку бледолики, како што викаат, не нарекувале наводно индијанците, и дека бело значи добар или убав. Значи белците се некоја си добра или убава раса. Многу е логички опозитот на белото е црно, па така имаме Црно море и имаме Бело море. Имаме Бела река, имаме Црна река. Имаме Белград, имаме Бела планина. Значи, така да се гледа, например, ако спомнеме, имаме Црно море, во чие, каде што се влива Дунав, а Дунав извира од Шварцвалд, а на германски Шварц значи црно, Валта значи Валта, Валта си е Валта, но шума значи во германскиот. Значи извира од Црната шума и се влива во Црното море и веднаш логички кој ќе наидете на историски податок дека во минатото Дунав се нарекувала Црна река, веднаш можеме и да сватиме зошто, затоа што таа била буквално да не можеш да ја поминеш, едноставно непроодно било преку Дунав и затоа и лоша, како лоша што многу поплавувала и така натаму и затоа е наречена Црна. Значи, така да околу името Бел, нели, Бела, би значило тоа именка од женски род, што значи Бела града, нашиот, нели, така имаме ние Белогражде, во сегашна Албанија, тоа е македонски град, но се однесува на белото грозје, Белогрозје, тоа е убавото, тоа. Така да, дали тоа случајно или така, да кажеме, при преписот, не би навлегувало околу тоа, но дефинитивно јас заклучувам дека градот бил Бела, а не Пела. Зошто тоа ќе ни треба? Затоа што ако читаме историските извори каде се спомнуваат локацијата, каде се спомнува локацијата на тој град Бела, јас сега натаму ќе користам тој термин Бела, не Пела, ќе најдеме дека, например, Тит Ливик вика дека се наоѓа на северозападната падина на една влажна планина, која од сите страни било заобиколена со мучуриште.
Тоа е исто многу важен податок. Значи имаме планина на северозападниот дел, влажна планина, влажна, значи има вода, не е сува, но е северозападниот дел, таму се разпостален тој град и вика тој од сите страни е заобиколен со мучуришта. Значи има во близина мучуриште. Исто така наоѓаме податок дека во близината на главниот град на македонците се наоѓа најтоплиот и најладниот извор во Македонија. Во близината на градот велат дека се наоѓала камената тврдина Факос, значи фак, стапица, нели? Која буквално била неосвојива, затоа што се наоѓала сред мучуриште и само по еден песочен насип и мост кој на подигање имал пристап до неа. Најпрви историски податци кажуваат дека најпрви утврдувањето бил во највисоката точка на градот, во планината некаде, но од времето на Аминта III било пренесена тврдината во мучуриштето на другата страна од реката Бела или Лудијас, како што ја кажуваат. Значи имало и мучуриште, и река, имало и планина. Исто така имаме податок дека источно од градот Миеза, каде Аристотел ги учел, воспитувал идните цареви, децата на богатите македонци, на некои 13-14 километри од тој град Миеза, тоа е податок од Плутарх, се наоѓа градот, главниот град на македонците Бела, што значи ако ја најдеме Бела, ќе ја најдеме Миеза, или ако ја најдеме Миеза, ќе ја најдеме и Бела, бидејќи источно од Миеза се наоѓа или Бела, а западно од Бела на 13,5-14 км се наоѓа Миеза. Од податоците околу последната битка на македонците, македонскиот цар Персеј, кој што се судри со војската на Емилио Луци, во близината на место Пидна, или Клидон, како што е напишано, а Клидон значи клjuč, значи во 168 година пред нашата ера. Персија губе битката, но вика битката ја губат на пладне некаде, но неговите војници се враќаат до некаде сред ноќ. Што значи тоа растојание не е повеќе 30-40 км од Бела, Пидна. Ако сега анализираме кај што се наоѓа Пидна доле, кај Катарини сегашниот град, и ако знаеме дека сегашниот град кој што го вика дека е Пела, ние дефинитивно не можеме да согласиме дека поразената војска од Пладне стигнува за некои 10 часа, нека и 12 часа до нивниот главен град. Што значи дека или Пидна не е таму, или таму не е Пела. А можеби и двете места не се добро лоцирани, што е и главна одлика на фалсикаторите на историјата, кои што ги изместуваат локациите со цел ние, читајќи по историските книги, да не можеме да ги лоцираме, да не може да се снајдеме. Кога сме веќе кај битката, на помош ни доаѓа фактот дека, кај што пишува дека Емилио Луци се истовара во градот Ираклеја, некаде на устието на река Струма, и навлегува во Перибеја, гледајќи таму дека не е чуван тој премин, навлегува покрај Пити и Петра и доаѓа до местото Клидон. Сега тоа за обичните, тие што не знаат таквите имиња и локации, изгледа малку чудно, но Петра кој е Петрич, а Пити е местото кај што била Питија, тоа и ако го објасниме малку подоле, ќе објасниме и за Питија, лесно ќе можеме да утврдиме и каде се наоѓа тој Клидон или клjuč. Исто така имаме податок, да кажеме дека мноштво на патописци, како што биле Евлија Челебија или Хаджи Калфа,
во 17. век биле, да кажеме, во овие краишта кај што се наоѓа и овој градот Бела или Пела, објаснувајќи за Миеза, како што рековме, кај се наоѓа Миеза, и ако знаеме, кога утврдиме Миеза, ќе утврдиме и градот Пела. Исто така имаме тука, да кажеме, и други податоци кои што можат да не насочат каде се наоѓа, како еден Григора во 1327 година, кој што вели дека во близината на Миеза има еден огромен панаѓур што се собираат од цел свет луѓето во времето кога црешите се берат или зреат. Така да не должам многу, јас би веднаш би кажал, да кажеме, дека како што реков, тврдењето и на Слободан Богоевски, не знам, друг не сум сретнал дека има такво тврдење, денешното Бања Банско, близина во Струмица, е всушност Бела или таа убавата града или убавиот град во рамките на денешната граница на Република Македонија. Ова за да го одбраниме, ќе мора да го добро да го објасниме, и затоа ќе почнам едно по едно да објаснувам како тие цитирани претходно извори, историски извори, се вклупуваат. Нели она што Тит Ливи вели дека на северозападната падина на една влажна планина, ако Бела не се наоѓа на Белата планина, а таа е Беласица, кој што во минатото, да кажем сега грците ја нарекуваат Киркира, но во минатото она се имало име Орбелија, но јас сметам дека Орбелија и Орбелос и област Орбелија се наоѓа јужно од планината Беласица во сегашна Беломорска Македонија, но Орбелос, нели, ако знаеме дека грците Г буквата не ја пишуваат на почетокот, тоа значи гора Бела, и што се ме логично дека се работи за планината Беласица. Источно на северозападната падина, знаеме дека Беласица нон-стоп еродира и има разни склизнување на земјиштето и така натаму, така да сите тие што и ние нарекуваме подгорски села се наоѓаат буквално после стрмнината, тоест во падините кај што планината веќе паѓа по благо со благ наѓеб, и таму се лоцирани сите тие населби. Ако знаеме дека имало бања, тоест таму извирала и најтоплата и најладната вода во Македонија, веднаш ќе објасниме дека Еве ќе ми дозволиш јас да го споделам од Википедија, она што зборувавме јас и ти дека е римска бања, да ми имаат представа гледачите дека зборуваме. Да. Од Википедија јас споделувам сликата, не знам кај тебе дали се гледа сега. Да, се гледа, да. Така, значи овде пишува римска терма во Бања Банска, веќе ќе ни објасниш малце повеќе за тоа, еве ќе јас големам сликата. Еве, како што гледат и гледачите, станува збор за една многу монументална градба, огромна градба, која што случајно е откриена при искупините на темелите на сегашниот цар Самуил во времето на Југославија, заедничка држава Југославија. И секој пат се поставува прашањето зошто, например, во тоа време тоа беше наречена Бела бања, за да тоа име Бела бања веднаш го скријат и веќе не се појавува тоа Бела бања. Исто така интересно е зошто кога е откриена една ваква бања, огромен комплекс е тој, зошто не се продолжило со истражувањето. Веројатно на тоа место не имало само една градба како ова што е наречена римска бања. Мене не ми е логично тие археолози, историчари, нели си поставуваат логични прашања, можно ли е само една градба да има таму од таков монументален стил, тип, огромни димензии, огромни арки,
Тоа е огромен објект и тој објект морал да има пропратни содржини. Не е возможно да ние откриваме една градба таква како што е. Ако гледате тие сводови, тие поплочени подови, тие, да кажеме, камени зидови, и никој зошто никој до сега не се заинтересирал да тоа го истражи, да го прошири истражувањето, да се сондира, да направат и други скопини. Само да ви кажам дека тоа се наоѓа на длабочина од 10 до 12 метри, прилично е длабоко, што укажува на огромната ерозија што се случува на планината Беласица, и најчесто таа ерозија се случува заради несовесното сечење на дрвата, на шумата над населените места. И ова ќе го искористам како податок за едно нешто друго, а тоа дека мислам дека 1875 година, ако не се лажам, може, не е ни важно, ама тука некаде, околу пред крајот на 19 век, а се случува една огромно свлечиште на источниот дел на Банско, каде што според кажувањата на мештаните имало населба, но населбата била однесена, имало жртви и куќите били уништени, и поради тие причини тоа население од таму се иселува и формира две населби подоле во низината. Едната населба се вика Едно куќево, а другата населба се нарекува Моноспитово. Интересно е тоа дека и едното и другото значат исто. Моноспитос на кој не, или на современ сегашен, дури современ грчки јазик, денеска значи една куќа, една градба, значи, едно куќево пак една куќа значи. И сега на они се на расстојание на некои си 3,5 километри едно од друго. Моето тврдење е дека таа едната градба, според која тие две села носат називот, е само заради тоа што камењата од кои се изградени куќите се всушност од разрушената тврдина која што била во нивна близина, и од таму, од таа едната градба, од таа градбата што само стоела таму, тоа е тврдината Фикос, кој што Факос, се извинувам, кој што доминирала во мучуриштето и која што била на некој начин полусрушена од свлечиштето кој се случило. Они имале градивен материјал, го изградиле двете села од тие камења. Тоа е моја слободна интерпретација, но од искажувањето на стари лица кои што директно мене ми ги кажувале од Моноспитово, да кажеме приказата од Моноспитово, кои што сите соселани таму знаат за тоа дека они таму собирале бука неколку години, од таму си береле бука, бидејќи буковите дрва паднале, што значи дека буката расте на 500 метра надморска висина, тоа огромно свлечиште било. Значи, дефинитивно имаме некој си индиректен доказ за тоа. Кога сме веќе кај топлата бања, е најтоплата вода, тоа е денешна бања Банско, која што има температура околу 72-73 степени, и на вистина е најтоплата вода, но најладната вода се наоѓа подоле во местноста Бела црква, и чешмата се нарекува Бела чешма. Интересно исто така да се каже дека и двете води се вливаат во реката што тече подоле и им носи наслов Бела река и извира од близината на село Белотино. Кога ќе имаме премногу толку бели нешта околу нас, и логично би било да кажеме дека на вистина и тој град се вика, или населба се имало име во минатото Бела, а денеска има едно
без имено име, бања, банско што значи бања, нели банско значи бањање, банско, значи не едноставно и таа местност или таа област нема свој име. Исто така треба да имаме во предвид дека малку под Банско доле, сега е обраснато со оранжери и фолии тамо, е пронајдена најстарата темелите на најстарата црква во Македонија. И сега, за да објасниме зошто токму тамо, јас тврдам, Слободан Богоевски, веројатно и човек што го спомнавте, дека се уште се наоѓа во рамките на Македонија, јас и Слободан Богоевски тврдиме дека тоа е Бања Банско. Мораме да малку да размислиме, нели, и да се вратиме во минатото, барем со мислите, за да ни биде појасно зошто токму таму. Треба да знаеме дека тоа Моноспитско блато, продолжение со Новоселското блато и во продолжение према Петрич, во минатото се до така наречената прва работна акција во Македонија после војната, исушувањето на Моноспитското блато, што тогашниот председател Тито ја поканал како прва работна акција во Македонија. Значи, првата задача на другарот Тито било да го исуши Моноспитското блато, од кои причини ќе дознаеме малку покасно. Значи, тоа било мочуриште до тој степен, како што и биле Чипиговското блато, биле горе и Катлановско блато и така натаму. Биле всушност пловни за тогашните бродови, кои што не барале повеќе од метар и пол длабочина вода, тогашните блата биле на некој начин тоа што некој вид заливи, бидејќи преку нив со бродови лесно се доаѓа на струма и бидејќи и струма исто така била пловна и се излегува на отворено море. Исто така треба да спомнеме дека единствениот пристап кон копното на нашиот македонски полуостров на овој дел пред изградбата на Солунското пристаниште било устието на струма. Тоа го потврдуваат патувањата на Свети Павле, каде што пишува дека се истовара на реката Струма. Тоа го потврдува и Емилиј Луци, кој што се истоварил на устието Струма. Но еве овде во раката држаме една книга од Леонард Шулц Јена, Македонија, предел и култура на живење, пишувана некаде за време на Првата светска војна, кој што, како што и неговиот колега Дофлайн, мислам се беше, пишуваше за Македонија, овој Јена, Шулц Јена, пишува за пределите и културата на живење, пишува исто така и за трговијата. И тој овде ги пишува трите патишта кои што воделе кон Цариград, бидејќи пишувано нели за време на Првата светска војна, дека Вија Игнација поминува покрај Хераклеја Битола, но исто така важен пат бил Скопје Гевгелија кон Солун и спомнува, мислам дека беше на 320 страна, спомнува дека сега не е толку важен тој пат, но во минатото тој пат бил од исклучителна важност. Патот Скопје, Штип, Струмица, устието на Струма. Значи, се вика, тој кажува дека тој трговски пат, кај што бродовите од Венеција и од Женова били усидрени на устието у Струма, значи имало бродови од Женова и од Венеција, ја чекале робата да дојде од Азија и овде било портата на Европа. Значи, дека тој трговски пат бил исклучително важен. Потврда за исклучителната важност на тој трговски пат кажуваат и Хаджи Калфа
и Евлија Челебија во 17 век, кои што поминуваат во тој крај, тука во Струмичкиот крај, и кај што, еве, овој Хаджи Калфа го нарекува Тујан, а пак Евлија Челебија го нарекува Долјански Панаѓур, кај што вика дека имало повеќе од 100.000 луѓе кои го посетуваат тој Панаѓур во близина на Струмица. Никој не дава точна локација, но кажуваат дека е во времето, завршува во времето кога црешите се берат. Значи, ако земеме ние тоа да го малку размислиме, ќе видиме дека на терен податоците го лоцираат всушност местото кај што бил тај најголемиот Панаѓур, кај што доаѓале 100.000 луѓе, и доаѓале од цела Азија, цела Европа овде да тргуваат. Тој, да нагласиме дека тој Панаѓур траел 40 дена и за да имаме таков Панаѓур морало и во турско време, и во така наречената Византија и претходно тој Панаѓур да биде обслужуван од регуларна војска, полиција на државите, тогашните држави, морало да има поддршка, да кажеме, морало да има сместувачки капацитети, морало да има огромен град таму, да кажеме, за да може покрај него да се сместат. Не може едно село негде 100.000 луѓе да дојдат. Значи мора да има инфраструктура, да има патишта, да има сместувачки капацитети, да имало, не знам, некој кој ќе издаде документи за таа роба, кој ќе плати царина. Морало да има организирана огромна населба. Таа огромна организирана населба, тоа е тој градот Бела, кој што уште од времето на Александар и Филип имал толковно значење како светски град и сосема логично е таму да се случуваат тие настани. Тој град, јас по мое логично размислување, го лоцирав западно од Банско према Струмица, сегашното село се вика Свидовица, а Свидовица буквално значи да ти се свиѓа нешто, нели? Да си видиш со очите и да си го аресаш, да ти се допадне, да се свиде нешто, што логички и етимолошки не асоцира на локацијата на тогашниот пазар, бидејќи таму пишува дека тоа бил во некоја си рамница и така натаму, близина на огромна шума. Значи, податоците точно го лоцираат и нормално дека и ден-денес како идете таму ќе видите дека така е, токму така е. Значи, и присуството на најстарата црква, кој што била буквално на брегот на тоа блато, тоа било езеро тогаш. Тогашните сите наши котлини биле всушност некој вид езера од кои што истекуваат реките, но 48-49 година тогаш Тито решава токму првата задача во Македонија да биде исушувањето на Моноспитското блато, бидејќи, како што пишува во книгите, имало многу комарци, имало маларија, и од тоа страдале многу луѓе, па тој ги спасил луѓето да не умират од маларија. За жал, комарците остана, ние не гледаме некој ефект овде, јас живеам во таа котлина, комарци има колку сакаш, мочуришто е само нивото на водата е драстично намалено. Моја претпоставка е дека при исушувањето на Моноспитското блато покрај придобивките за добивање на плодна земја за обработка, сигурно задачата била да се соберат и сите артефакти кои биле под вода до тој момент и да се исчисти теренот, за да немаме ние доказ за таквото постојање. Но ако се сеќавате во една наша претходна емисија, кај што зборувавме за скриените символи во историјата, сепак кај што разговаравме за грбот на Македонија, стариот грб на Македонија, во кој што дефинитивно е на Википедија, вие повторно може да отворите да прочитате дека планината која се наоѓа на стариот грб на Македонија е всушност Пирин планина. Тој символ
тој символ или тој скриен символ укажува на една логично прашање од каде е наблюдувачот, каде стои наблюдувачот да ја гледа така Пирин планина. И мислам дека нашите предци, блиски во минатото и тие малку поназад, имале некој начин, обичај да најголемите тајни не ги кријат некаде у некои пештери, некаде кај што е сокриено, некаде кај што, да, тоа е првиот што го покажа. Така, Значи не ги криеле тие податоци негде скришно некаде, кај што нас сме научени да ги бараме, туку ги оставале на отворено и само луѓе кои што малку имат поголема фантазија или малку моќ на забележување ќе приметат дека зад планината изгрева сонце, а сом изгрева сонце зад планината, тогаш логично дека наблюдувачот се наоѓа на западната страна од таа планина. Ако знаеме дека таа планина е Пирин планина, таа формација, освен тој рогот на највисокиот врв што се гледа, освен тој највисокиот врв, што е малку позооблен, имавме фотографија, ако се сеќавате порано, имаме фотографија лично од мене направена, кој што се гледа таа планина, всушност се работи за најјужниот масив на Пирин планина, кој што има име, сега има Славјанка, а тоа име го добила повторно 48-49 година или 50 година, тука најде во Бугарија, кога се менувани топонимите, хидронимите и оронимите. И таа планина всушност имала име Илина планина или планината на Или, значи, бидејќи или да кажеме Перун се всушност Зевс, а ние знаеме дека боговите живеат на планината Олимп, кое што е патем речено запишена како највисока планина во Македонија, тогаш сосема логично се поставува дека наблюдувачите или оние кои што пишуваат историјата, оние важните личности живееле западно од таа планина, Пирин планина, и всушност тој мозаик, таа слика на грбот на Македонија ни е покажува локацијата од каде што најдобро се забележува таа гледка, точно таква како што е прикажана на самиот грб. Лево и десно е планината огражден, а во позадина се наоѓа таа Славјанка, славната планина или на планина, и јас лично имам потврдено со моје лично присуство дека најдобрата гледка е точно од Бањо Банско или местото кој што јас би го нарекувам Бела. Исушувањето на Моноспитското блато не било случајно, но повторно некои наши луѓе успеале и тука да остават еден трак, јавен трак, кој што ќе упати повторно за тоа што јас го зборувам, а тоа е податокот дека, бидејќи сум градежен инженер и нас не учеа на факултет дека првата градежна оператива во Македонија е формирана токму при исушувањето на Моноспитското блато и гледај случајност има име Пелагонија. Малку ми беше нејасно и тогаш го прашав професорот зошто баш Пелагонија се вика првата градежна оператива, а бидејќи не се случува тоа во денешна Пелагонија, дека се случува тоа во Моноспитско блато. Зошто баш Пелагонија се вика? Нормално професорот не знаеше да ми одговори и јас дури 30 години покасно доаѓам до сознание дека повторно некои наши паметни луѓе, не можејќи тогаш од власта и не можејќи како тоа да го запишат или како да остават трак со кој што ќе се потврди ова моја тврдење, го нарекле таа градежна оператива Пелагонија, бидејќи знаеле дека и тие и тогаш знаеле дека тоа место таму, таа населба се вика всушност Бела и дека ќе се сетат луѓето дека П и Б се мешат и дека тоа е всушност Бела, градот Бела, насочувајќи не кон тоа откритие.
ако ги следиме индиректните докази, индиректните докази кажав од патописците, јас еве кај мене држам книгата на Евлија Челебија, кој што е печатена, значи тоа е бил во 17 век бил во Македонија, но интересно е книгата е преведена на македонски, веројатно преведувачот е од турска националност, превод Илхами Емин 2007 година. 2007 година тоа е време кога 2006 година доаѓа Никола Груевски на власт и тогаш се случуваат такви промени, нели, транзициони промени и веројатно во таа транзиција наменување на раководни кадри, овој човек преведувајќи книгата немало кој да му обрне внимание или тој што ја проверувал книгата дали крие некој нешто и не знаел за што станува збор, па останал еден од доказите останале незабележителни, а тоа е дека тој вели вака: расположен е недалеку од Струмен, значи говори за тој долјанскиот панаѓур кој што траел 40 дени и ноќи. Значи имало околу 1000 кафеани, имало, вика, се смета дека за време на панаѓурските дени овде се простира 20.000 до 30.000 шатори, колиби и така натаму. Значи, тој вели вака, вика, уште ја викаат Устромче, додека на грчки е познат како Ајнатанаџа. Според пишувањето на грчките и латински историчари, прв нејзин оснивач бил Ајанатаџа, филозоф и учител на Александар, син на Фликос Филип, оснивач на Кавалската тврдина. Потоа со ферман од Александар, тврдината му била предадена како хас на Аристотел, кој ги развил и тврдината и градот. Значи, тој овде тврди дека тврдината, која што е од времето на Александар, е всушност тврдината која е дал Александар на поклон на својот учител Аристотел за неговите заслуги. Таа тврдина денес има име Цареви кули и никој не знае зошто се нарекува Цареви кули, а еве дознаеме дека таму се учели царевите, идните цареви или децата на богаташите. Лифтит, кој беше сега, за него мислам дека беше Плутарх. Плутарх вели дека исто таа потврда ја кажува и Плутарх, дека градот Миеза, поточно местото е Мимфеј, во близина на Миеза, на Плутарховата книга на 12-та страна, сега да не ја барам и неа, значи се наоѓа Миеза, каде што Александар и неговите соборци учеле, Аристотел ги учел. Сега, етимолошки доаѓаме до тоа Миеза, нели, бидејќи во којнето нема таквите буфи како што е З, Ѓ и така натаму. Зошто токму Миеза? Оној кој што бил на Цареви кули, кој што бил барем еднаш таму, веднаш ќе свати дека од таму се пружа прекрасна гледка на цела котлина и таа тврдена имала многу важно, да кажеме, значење за наблюдување за безбедноста и од кај што се гледа се. И тоа Миеза, мие сме ние, зе, зе, тоа ти е дзе. Мислам, нема логички да не е нешто, туку е мие дзе, ние кај што гледаме, ние кај што зееме, што викаме ние, нели? Тоа е местото кај што, од кај што се гледа и сосема логично. И сега, ако се вратиме
на претходните информации дека на некои си 13,5 до 14 км од Миеза се наоѓа Бела, автоматски Струмица се наоѓа западно од Бела, точно на тоа растојание. Тоа се буквално и доказите, индиректните докази за постојањето на Бела. Исто така и битката кај Клjuč, тоа е село и денеска во Бугарија, но на 7-8 километри од граничниот премин. Новосело, сега таму нормално историчарите ги спомешаа лонците за ние да не разбереме што се случило, според официјалната историја, бидејќи народот знае дека таму имало многу важна битка, дека тоа место Клjuč значи заклучување на котлината кај што може да се заклучи, тоест едноставно кај што не може да поминете, се уште го има тоа име Клjuč, но историчарите подметнаа дека таму била битката на цар Самуил со Василий II, што од друга страна тоа еден наш колега Бачев го негира во неговата книга и докажува дека нема логика војската на Самуил, која што била помалубројна, да се судри на такво отворено место кај што е Клjuč, и дека битката се случува меѓу триаголникот во Струмица, Куклиш и Костурино, во еден теснец, да кажеме, во една страшна тесна клисура, што е многу пологично, но тоа не е предмет за таа битка на Самуил и Василий, кој што морам да го кажам дека не бил пораз на... Така, Ристо Бачев го објаснуваше тоа има за него, но битката кај Клjuč, всушност, кој што ја опишува Плутарх, или Клидон, кај што е пишувано во којне верзија, таму Персија губе битката за тоа што од десната страна, мислам на фалангата, која што навлегува во ричестиот терен и се растурила формацијата на фалангата, римската коњаница навлегла бочно и растурила фалангата и така се изгубена битката, па поразената војска за некои си 10 до 12 часа пешки стигнала во главниот град Бела, тоа идеално се поклопува од тоа место до Банско, има негде околу 30 километри, кои што може да се поминат форсирано за некои си 12 часа. Сред ноќ се вратиле поразената војска. Таму во опишувањето за битката на Персеј, кај што се објаснува како Емилио Луци навлегува преку Струма, се спомнуваат градовите Пити и Петра, и Петра е Петрич, нормално, и Пити е фактички местото кај што е Питија. И овде неминовно можеме да дојдеме до едно друго откритие, кој што всушност ги наредува градовите и локациите онака како што се објаснети во историските читанки, и целокупната слика се затвара буквално како мозаик и се добива една сосема логична смисла на поставеноста на градовите, но и на станите, но и објаснувањето зошто. Бидејќи Струмичката котлина е врзана неминовно источно со Петричко-Санданската котлина, а она преку устието на Струма со Белото море, всушност таа врата, таа порта, тој пат е еден од најзначајните патишта кои што водат кон Азија. Трговијата била и тогаш, како и сега, и трговските патишта биле основните развојни параметри кои што гарантираат развој како на државата, уредување на државата, така и на градовите и околината. И всушност развојот на Македонија голем дел се должи токму на географската поставеност
и можноста за спој на Азија и Европа, на пресечувањето на трговските патишта. Тоа е точно некоја средина, безбедна средина, кај што трговците можат да дојдат од Азија до Европа и од Европа да дојдат во близина на Азија да дојдат. Таков еден град е и Петра, мораме да го спомнеме и него, во Мала Азија, нели, кај што знаеме тој градот и од филмовите за Индиана Джонс, нели? Во Јордан мислам дека беше. Во Јордан, да, во Јордан, кај што една клисура ископана од една суводолица река, кој што на арапски таа река има име Муса Вади. Мислам, на мене некако и да не сакам ја асоцира на вада, нешто кај што се наводнува вода, кај што течи. Муса Вади се нарекува таа река и велат дека во таа котлина трговците биле грци, мислам, пак абсурд, нели? Но ако биле грци, зошто биле наречени набатејци? Значи, ова повторно ќе кажам дека Б и В се мешаат секој пат и јас би кажал дека тие се навадата. Вада, тоа е тоа е ископано од земјата кај што поминува вода. Така се кажува, не знам, јас не знам во другите делови на Македонија, но во источниот дијалект ние вада знаеме што значи. Тоа е ископано место кај што поминува водата, да наводнува, да носиш водата кај што сакаш. Така да Муса Вади е реката на Мојсеј, а од друга страна набатејците или наватејците, оние кои што живееле на вадата. Тоа нема ништо грчки, но исто така е место кај што доаѓаат трговците, а наредното место е било во близината на Бела, тоест местото тој Панаѓор што го спомнуваат сите и кај што доаѓале стотина илјади луѓе за трговија. Трговијата била многу важна. И сега тој што го спомнав Леонард Шулц Јена кажува дека се до откривањето на Атлантскиот пат до Индија и до Кина, овој Панаѓор, тоест овој пат имал исклучително важност. Значи, откривањето на морските патишта Магелан и кои беа таму, нели, барајќи пат до Источна Азија за трговија и ја фактички ја намалува важноста на нашата територија на Македонија и така полека подпаѓаме под, да кажеме, под заборав или едноставно под самоуништување на забот на времето. Вредно е да се спомне дека последниот запис за Бела го има некаде во, мислам дека 2 или 3 век од нашата ера, но веќе тоа е некаде, колку е, 5, 6, 7 века веќе после тоа е златното доба на Александар и после Антигонидите исто така имале голем успех со тој град. Се спомнува, но тој веќе се спомнува како во вид на рушевини и веќе не е во функција како таков. И нормално забот на времето и како што спомнав непланското сечење, дивење по шумите кој предизвикува огромна ерозија. Ние тука што живееме под беласичките места знаеме дека Беласица е многу стрмна и само шумата е таа што ја држи да биде таква како што е, но се случуваат разни свлечишта од огромни размери, да го препокрие тоа место и природата самата да си го конзервира тој град. И јас тврдам дека ако се почнат сондажи и испитувања, а сега имаме ние и можности, ние не, тие што имаат сателити, да кажеме, имаат идеална можност како да го скенират тој терен и да се појави доле тоа што се појавува. Нормално, нам нема да ни го кажат тоа, затоа што нема да има, нема да ни кажат ништо со што добиле од истражувањето, но
еве ќе споделам и нешто лично, на почетокот кога јас имав такви сознанија дека таму се наоѓа родното место, дека таму бела, излажувајќи ги еве на брзина податоците, неколку податоци, да кажеме, од кои што еве заборавив да спомнам дека тие 40 дена кога траел панаѓурот, нели, тие се така длабоко врежани во местното население, кои што, да кажеме, и денеска нивната селска слава има име Свети 40 и ај погодете на која дата се случува. На 22 март. А знаеме дека 22 март е денот на македонската нова година. Так. Денот кој што се празнува најмногу и нормално дека треба тој ден да се празнува во главниот град на македонците. И денеска тој празник се празнува нормално под едно христијанизирано име Свети 40 маченици, не знам какви севастарски, не знам какви беа. Тивериополски, мислам. Не се Тивериополски се 15, тие се севастарски некои, не знам, не можам да се сетам сега, да не бидам погрешно сватен, но го има тоа, ако не е ова најдобриот доказ дека 40, како Свети 40 е спомнато, но датата си останува за празнување. Така на населените места своите празници не ги минуваат. Тие датата си ја задржуваат, можеби се под друго име, но ова и денеска во Банско, првиот панаѓур што се слави од почетко на новата година кај нас е во Банско на 22 трети, кој што почнува земјата да рти, затоа е рти, нели, тоа го кажувавме порано дека големата мајка тогаш рти, тогаш се буди природата, тогаш почнуваат војните, тогаш почнуваат славите, тогаш почнува венчавките, женитбите и се друго, да кажеме, и тоа е земната нова година кој што македонците ја имат како најголем македонски празник за славење. Така да и тоа е индиректен или директен доказ за локацијата на бања Банско како бела, кој што Банско нема ни име, обично имат името, нели, има Катлановска бања, не знам каква бања, но таа бања нема име, таа си останува бања Банско, затоа што не можеле да стават едно име и ја почнале да викат бања. Така да јас овде би сакал сакав, тоа беше идејата на еден краток начин да објаснам зошто тамо е бил тој град, причините за одредувањето на местоста на тоа место било од, да кажеме, воени причини, а тоа е, да кажеме, лесно одбранливоста на тврдината, од економски причини, тоа што таму имало, да кажеме, бања, значи од секпат имало можности за оние побогатите владетелите да уживаат во придобивките на топлата вода, да имаат загревање на нивните простори, но и од тоа што ние го забораваме, да кажеме, дека во минатото котлините били преполни со вода, за разлика од денес, и патиштата биле по самите сртови на планините, бидејќи ако сакаме да измериме најкраткото расстојание, тогаш најкраткото расстојание по врвот на планините, а Беласица како Беласица, која што е некаде околу 72-3 километра должина исток-запад, и денеска кога се качите вие на Беласица, ќе видите еден пат кој што, еве, јас сум лично возел по тој пат, тоа е неверојатно добар автопат, антички автопат, кој што од устието на Струма, постепено качувајќи се нагоре по Беласица, доаѓаме до највисокото место и се движиме некои 70 километри, поминуваме на најсигурно место. Ни лево, ни десно не може да ве нападнат, бидејќи вие сте на највисокото,
и идеално за патување, за трговија, за трговците и за се. А најсложниот или најлесниот пат, бидејќи од секое населено место, а тие ги има преку 40 на Беласица, води пат, но најсложниот, најдобриот пат е токму од Свидовица, кај што веќе реков дека е како локација за тој панеѓор кој се случува секоја година. Значи и тоа и патот е еден вид доказ дека логично е да тамо биде тоа. Се, од друга страна, котлината, Струмичката котлина, која и ден денес изобилува со секакви култури, да кажеме, за садење се и се што успева во таа котлина, има изобилство од вода, има изобилство од пасишта и од ниви и се друго. Исто така, курзиотет и интересно е тоа што на падините на Беласица покрај така наречениот подгорски пат по кој што Василий избегал во Мелник, од кој изгубил битката, успеваат овошја како што е смоквата, абсурд на северната страна, успеваат смокви, успеваат калинки, успеваат мушмули, едно вид како јужни овошја кои не успеваат на друго место, затоа што од оздола имаме топли карпи, греат почвата и такви бањи имало скоро, мислам дека во секое населено место, и завршувајќи последната бања е градот на Миеза или тој град, тоа населеното место кај што живее, кај што бил Аристотел. Денеска има тоа име Баница. Значи Баница повторно не е име, туку Баница како Баница, тоа се мисля дека на бања, кај што има бања. И веројатно постоењето на таа топла вода и некоја микроклима идеална за зимно време, да кажеме, исто така е една од причините. Тесната котлина, во која се влегува од три страни. Едната е, кажавме, кај што била битката на Василий со цар Самуил, во близината на Струмица, таа е толку тесна клисура, кај што буквално и ден денеска најлошиот пат у Македонија е тој таму, тој такви кривини има, тако е што не и денеска е тешко да се помине. Второто место е кај после Радовиш, да кажеме, што го нарекуваме, да спомнам само за името, таму е Костурино, нели? Местото Костурино, кој што веројатно го добил поради костурите, коските што ги оставале сите недобронамерници, кои што, да кажеме, и после битката со војската на Василий, цар Самуил успел да извојува, Гаврил Радомир да успеат да го извојуват победа, па тоа од коските тамо што останале се вика Костурино. Од друга страна, кај Радовиш тамо тој премин се нарекува Бучим, кај што, нели, кај што може да се труби, да се бучи ако доаѓаат некој исто така некоја странска војска. Така да, последната порта кај се влегува, тоа е клjuč или клидон, кај што се заклучува тамо негде во близина бугарската граница. Значи, природните услови за самоодржливост на таа котлина, до кој што изобилува со се и се што, но и природните услови за одбрана, лесно одбранливост, дава предност за развој, за мирен развој на една цивилизација, за развој на една држава, па ако сакате, можеби нема да е претерано да го поврземе и тоа со најстарите жители, нели, се пеластите, а ако преди кажавме дека П е Б, тогаш многу логично би дошло и до беластите, т.е. жителите кои живеат на Беласица. Ова би било само накратко од прилика, да кажеме, во однос на локацијата на главниот град, зошто е баш тамо и колку има вистина, дали е случајно или не,
и дали можеме ние да имаме доволни докази да поверуваме дека навистина главниот град Бела, или како што запише на Пела, дека е во денешно Бања Банско. Ова се останува на сите оние кои што ќе бидат уште по-љубопитни, кои што во иднината да го истражат, и јас би сакал да се доистражи и тоа да влезе на вистина во сите историски читанки, и на тој начин ние како македонци да си прво себе си да си докажеме кои сме, што сме, од каде потекнуваме, и дека да не им веруваме на тие лажни книги што и пишуваат, дека историјата тука секаде околу нас, само што ние до сега тоа ни беше скриено и самите не можешме да поверуваме од време на време еве ваквите подаци што некој ти ни каже. Така. Господин Ристоманов, јас уживав во овој час и 15 минути. Не би рекол разговор, затоа што немав што да додадам, што да прекинам. Ви имавте јасен концепт во умот што треба да ни кажете. Денеска е 5 јануари. Јас мислам дека ова наше видео би било одличен бадникарски и божиќен подарок, ќе го емитуваме утре на каналот Татунчо. Јас во оваа пригода ви посакувам среќен Божик. Се надевам дека и вие и вашето семејство и сите македонци кои што ќе го гледаат ова видео ќе бидат поттикнати да направат сопствени истражувања на соодветната тема. Благодарам и честам на вас и на вашите гледачи празнични денови и празници. Да бидете здрави и живи. Благодарам многу.